Министре Ставревски, не ги лажете граѓаните. Буџетот е во поголема дупка од таа што ја кратите со ребалансот. Со остра реторика настапи опозицијата на денешната седница посветена на ребалансот на буџетот и најави дека владата крие дека поради големиот дефицит во буџетот, најдоцна до септември ќе биде потребен уште еден ребаланс и ќе следи нов шок за македонската економија. Игор Ивановски, подкрепувајќи го ова со бројки, рече дека приходот паднал за 9, а со ребалансот расходите се намалуваат за 5%. И ако го видите ова соопштение од Народната банка на Република Македонија, ќе видите една ноторна лага за која што не треба да сте економист. Зоран Ставревски предвидел дека бруто домашниот производ во 2012 година ќе расте за 5,8% и на оваа основа на бруто домашниот производ го пресметува вкупниот долг, доаѓајќи до неговата неомилена цифра од 26,8%. Секој ден нови милиони евра задолжувања и секој ден истата бројка од 26,8% задолжување. Па мислите ли дека некој ви верува, министре Ставревски, на вашата експертиза? Опозицијата ја обвини владата дека крати 88 милиони евра за капитални проекти, 14 милиони евра за патишта, дури 8 милиони евра за здравство, а не се откажува од рекламите за кои оваа година ќе одвои 10,6 милиарди евра. Опозицијата упати остри критики зошто додека се крати од здравството и образованието, ставката за мебел во буџетот се зголемува, од предвидените 1,7 милиони евра пораснала на 2 милиони евра. Денеска Зоран Ставревски секој први до пети се задолжува со 4,9 до 5,5% на домашниот пазар за да подели плати и пензии. Оттаму, кредитите земени со овие каматни стапки, како и оврзницата од 9,80% што треба да се враќа следната година, се финансиски криминал и злосторство над сопствениот народ и идните генерации. И си играте мајтап дали некој споменик бил откриен или го сокривате и плаќате милион евра за ограда од 100 метра, ги задолжувате македонските граѓани со кредити кои што само во 2015 година ќе достигнат околу 1 милиарда евра. Ставревски пак го искара за неговиот поган јазик и го праша што толку лично му сгрешил што заслужил толкави навреди и го упати да го чита извештајот на Светската банка, каде земјава била единствена во регионот која имала простор за задолжување. Не знам зошто ова истото не го кажете без толку вреѓања, навреди, жестина, закани. И јас сум човек, освен што сум министер, седам тука, ве слушам, сакам да дискутираме. Ама зошто толку закани, зошто ме вреѓате постојано? Има ли потреба на таков начин да ми се обраќате? Нешто лошо сум ми направил или лично во животот? Зошто на друг начин не ги кажете истите работи? Покрај Оскар има еден Оскар, се вика, мислам, Златна малина, она за лоша глума. Не бидете патетичен, господине Ставревски. Јас со вас немам лично, ниту имам намера, ниту сакам. Ја разговарам со министерот. Ако немате живци за аргументи и факти, седете си дома или ловете риба. Во своето излагање, министерот за финансии Зоран Ставревски потенцираше дека со ребалансот не се кратат пари за плати, пензии и субвенции за земјоделството, туку дека се кратат непродуктивни трошоци од сите министерства и буџетски корисници, како телефонски трошоци и пари за репрезентативни цели.